Лицето кое ноќеска го прескокна безбедносниот систем и направи хаос во основното училиште Ванчо Прке во Штип, остава далеку посериозна порака од онаа која надлежните во училиштето ја констатираат. Лица кои имале можност да го видат записот на видеокамерите, тврдат дека ноќниот посетител со себе имал нож, фантомка која му го штити идентитетот и намери кои никого не оставаат рамнодушен. Искршил се што може да се искрши. Ги пуштил славините со вода, цртал непристојни содржини, но и кукасти крстови, што на случајот му даваат поинаква димензија. Според соговорници на телевизија Стар, се претпоставува дека лицето е на возраст помеѓу 30 и 35 години, но идентитетот доправа ќе се открива. Крајно алармантно е тоа што безбедносниот систем во основното училиште Ванчо Прке не профункционирал, иако училиштето има договор со Агенција за обезбедување. Натрапникот оперирал во вечерните часови од 10:30 па се до 12:30, а системот не испратил никаква порака. Училиштето во ноќните часови нема ниту физичко обезбедување, а инциденти од безбедносен карактер во него се случували и претходно. Пред 6 месеци таму успеало да влезе лице кое шетело од училница во училница, извикувајќи Аллах Акбар, а некои ученици воодушевени барале автограм. Лицето било отстрането благодарение на загрижени родители кои го следеле и го знаеле идентитетот на лицето, кое е со сериозни психички нарушувања. Родители на деца се јавуваат денес во телевизија Стар барајќи гаранција дека нивните деца се на безбедно место и дека од понеделник состојбата ќе се промени. Немаме никаква доверба во сегашното раководство на училиштето кое по овој инцидент треба да си замине на чело со директорот. Направени се безбедносни пропусти од прв степен. Ние и нашите деца се чувствуваме загрозено, објаснуваат родители. Основното училиште Ванчо Прке е лоцирано во центарот на Штип и нормално е дека ученичката безбедност мора да биде на прво место. Компании и родители нудат професионална и финансиска помош, безбедноста на учениците да биде на највисоко ниво, но прашање е дали таа ќе биде прифатена и по овој случај. До понеделник има уште 3 дена. Директорот тврди дека наставните помагала ќе бидат ставени во функција, но ништо не зборува за безбедносниот аспект. Многу е веројатно дека до понеделник родителите ќе размислуваат поинаку отколку досега, бидејќи се појави информација дека пред почетокот на оваа учебна година во близина на училиштето се пронајдени неколку броја на оружје. Каков чекор ќе преземат надлежните ќе се знае во наредните денови додека училниците се празни, но досегашниот став кон овој проблем не е одржлив.